Добро вечер. По топ тема вечерва дебатираме за одговорноста на политичарите, но и за предлогот за промена на изборниот модел. Колку големите се подготвени да им попуштат на помалите партии. Ке стане збор и за граѓанскиот отпор, колку досега ја демократизира државата. Во топ тема вечерва дебатираат Павле Богоевски. Добро вечер. До вчера пратеник во собранието. Господја Лилјана Поповска, пратеник на Дом, и господин Димче Арсовски, портпарол на ВМРО-ДПМН. Добро вечер и од мене. Добре дојдовте во топ тема, некој прв пат, како Димче, ние веќе стари познаници. Павле, од вчера, како што реков, веќе не сте пратеник, оставката беше констатирана, неколку часа потоа веќе отидовте на еден настан на граѓанските активисти на Мегдан. Каде припаѓате, во парламентот или меѓу граѓанските активисти? Па не гледам зашто тоа би било или. Каде вие чувствувате дека повеќе работата после е искуството да работата е различна, работата е комплементарна една со друга, не е исклучува. Но фактот е дека од позиција на пратеник поинаку се постапува отколку кога би се постапувало од позиција на активист. Како што неколку пати кажав досега, активизмот е борба на вредности. Активизмот е сфера каде што се обидувате со демократски средства и методи да ги проширите своите вредности, да ги адаптирате своите вредности и да го подобрите општеството и своето потесно и пошироко откружување. Политиката е обратното, зашто? Политиката е работа на компромиси. Као што и министерот Димитров многу пати има кажал дека политиката е умешност на возможното. Па таму да, доаѓа на сила колку ви се силни издржливи вредностите, но уште повеќе доаѓа на сила колку се способни да направите компромиси, каков тип на компромис да станете. Но без разлика, активизмот и политиката се само алатките, се само методите и техниките кои што се користат. А намерата и целта останува иста, без разлика дали станува збор за институционална политика или станува збор за неинституционална политика, односно активизм. Така да многу полесно во активистички води, ама кон иста цел се идвате. Оставката, вашата оставка беше вчера констатирана и на ист начин практично беше констатирана без дебата и оставката на поранешниот премиер Никола Груевски. Не, за приподнесена оставка нема дебата, нема предвидена расправа по таа точка, само собранието ја констатира и човекот што ја поднесува, претеникот што ја поднесува оставката може да ја образложи. Ама во никаков случај не би се согласил со тоа дека на ист начин. Да, деловнички беше оставката на ист начин по ист член, ист став и така натаму. Но едниот од тие двајца претеници беше тука да си образложи оставката. Другиот не само што не беше во собранието, туку е недостапен за органите на прогон. Едниот од тие претеници свесно и достоинствено реши да го прифати ставот на граѓаните, да ги прифати критиките, да си ја понесе одговорноста, а другиот за да спази својата кожа од затвор веќе деценија ја чува оваа држава во најголемата политичка криза што сме имали. И многу други аргументи кои што нема потреба да ги наведувам. Арсовски, дали овој потек на Богоевски со поднесување на оставка на пратеничката функција ви покажа дека има морална политичка одговорност на функционерите во државата? Видете, еве секоја чест за оставката, можеби е потек за неговите сопартици кои што во моментов, а и претходно на назад 2 години сведоци сме кои што имаат повеќе дела направено што треба поднесат оставка. Еве му посакувам среќа на Павле Богоевски понатака во граѓанскиот активизам, можеби ќе ги оствари целите како што знам вашите цели беше демократизација на општеството и борба против секоја власт која што ќе работи спротивно од интересите на граѓаните. Еве тие шансата, сега има шанса, имаме власт која што работи спротивно од интересите на граѓаните, така да очекувам токму она да го покаже што го кажа дека многу е полесно и поразлично се работи од делот на граѓански активист отколку да действуваш како пратеник во собранието, како што и самиот кажа, како граѓански активист действуваш независно, се бориш за одредени цели, а како партиски пратеник, односно од редовите на СДСМ, за жал слушаш наредби кои што мора да ги исполниш и кои што се одлуки на централниот и извршниот. Те молам да завршам.
Во однос на одговорноста, сметам дека треба многу повеќе за да се понесе одговорност за сите наназад сторени работи од актуелната власт. Еве тргам од аспектот како можеби најголемата тема која што се случи изминатиот период, тоа е темата околу непотизмот, каде што на сите функционери практично немаше исклучоци. Од првите редови функционерите на Социјалдемократскиот сојуз на владата видовме дека единствено работеле да ги вработуваат своите роднини од најблиското и најтесното семејство на позиции каде што се државни институции, каде што платите се далеку поголеми од просечната плата, па дури онаа просечна плата која што ветуваа дека ќе достигнат 500 евра, а веќе ја нема. Така да онаа метла која што зафати партијата внатре во СДСМ, не сметам дека одговорност било каква за политичарите од редовите на СДСМ, кои што треба да сносат одговорност, бидејќи тие се избрани од граѓаните и тие имаат во моментов палката да ја водат владата и државата. Сметам дека треба да си дадат оставки од нивните позиции, каде што во моментов се на функција, бидејќи нив ги избрале граѓаните на Република Македонија, а не ги избрало партиското членство, па да мора да одговараат пред партиските органи. Така да, доколку јас се прашувам, сметам дека многу поодговорно, поморално, поетички и подобро за граѓаните и државата ќе беше доколку понесе одговорност на своите државнички функции, таму ги даде своите оставки и да си останат да си функционираат во партијата, отколку ова што го направи. Практично гледам и дека сушност и не се случи некоја метла во денови кога нема извршен одбор во СДСМ, еве повторно се бираат председатели на Добро, тие најавија нешто за викендот. Општинската организација. Да, дозволете да Павле да ви реплицира, па ќе се... Да, кои што знаем и претходно дел од нив, односно половина и повеќе беа на истите функции, така да не гледам дека понеле било каква одговорност тие луѓе кои што повторно се назначени на истите позиции. Прво ти благодарам за честитката. Не го гледам како нешто што треба да се честита, и да би сакал многу јасно и гласно да кажам. Сакување среќа. Фала, ти благодарам. Не гледам како нешто што треба да се честита, бидејќи навистина за мене ова не е некаков сихеровски чин, туку сакам би бил многу задоволен ако биде третирано како нормала, како од сегашната практика што треба да следи понатаму. И да, дали воопшто ќе стане практика, тоа е јас верувам и се надам дека ова ќе стане потек не за моите сопартици, бидејќи јас бев независен пратеник, туку за моите коалицијски партнери, ама прашањето е зошто да не стане потек и за опозицијата, односно за моите политички противници. Ако евентуалната вклученост во незаконско дело беше пречка за да не се биде веќе дел од законодавниот дом, тогаш колку пратеници имате вие во моменталната пратеничка група кои што се под истраги и под обвинение за многу посериозни кривични дела. Но пеки, можам само да кажам дека се надевам дека ќе биде потеки на другата страна од политичкиот спектар. Ќе продолжам да се борам против власта и против злоупотребата на власта, но исто така ќе продолжам да се борам во правење на разликата помеѓу мал проблем и помеѓу катаклизма на систем. Велиш непотизам, велиш судирни интереси, семејни вработувања и така натаму постојат. Диме, никој не може да ги негира. Ама и покрај вашите помпезни пресконференции, покрај целата фама која што се крена во јавноста, вкупната бројка на роднини кои што се утврди дека биле вработени или може би биле вработени не е повеќе од 20, 30 и 50. Сега од кога го кажав тоа, и еден е премногу. Пребројте се. И еден е премногу во држава ако сакаме да функционираме демократски. И јас немам проблем кога луѓе ми упатуваат критики кон состојбата со непотизмот. Јас имам проблем кога функционирам на ВМРО ДПМН ќе ми ги упате тие критики. Еве, нека не бидат 50, 200 нека бидат. Никола Груевски поднесени представки. На денот на изборите 2016 година вработи 4000 луѓе. Противзаконски, без никаква постапка, со подпис од Пенкал. И сега вие наравте за непотизам да зборите. А на крајот на денот метлата. Луѓе кои што се вработили изминатите 10 години. Ние сега имаме влада, имаме политичка констелација. Ај завршете. Ова е прва влада и прва политичка констелација која што во моментот е на власт, која што го вади на видели на тој проблем. Која што не бега, која што не ги прикрива тие случаи, која што не им се заканува на новинари и медиуми кои што ги објавуваат, туку ги прифаќа како такви и постапува по критиките. И велиш дека постапувала само партиски, односно дека метлата фатила неколку партиски функционери. И тоа е почеток, претходно немавме такво нешто. А верувај ми, ќе следи и институционален дел на таа метла. Само треба да биде направена во фази за државата да не претрпи штетни последици. Се уште ние во најава метлата. Господја Пуповска, вие сте доволно долго во политиката и навистина
имате искуство и во парламентот. Дали оваа една оставка на пратеник може да стане практика и да очекуваме еве ваква одговорност од политичарите? Знаете што, баш затоа што сум доволно време во политиката, интересно е како секој си ги помни своите чекори, своите постапки, секој смета дека почнува некоја пракса од него. Нити почнува сега, нити со ова ќе заврши и добро е да има честни примери како што го покажа тоа мојот колега Павле Богоевски и имало и пред тоа и ќе има и понатаму. Ми е непријатно што треба за себе да зборувам, меѓутоа со оглед на тоа што никој друг не помни толку колку што јас помнам овдека на масата, ќе морам да кажам дека имало случаи, значи, каде што сум покажала дека власта не е сласт и дека лесно може, ако имаш принципи, ако се држиш до тие принципи, да излезеш од власт и да одиш во неизвестност. Точно така, благодарам Павле. Дом беше првата и единствената која што додека беше ВМРО мојкина партија, излезе, отиде во сосем неизвестност, бидејќи никој не можеше да предвиди како ќе се развиваат работите во тој момент. Инаку, сакам само да подсетам дека во ова скоро четврт век кариера сум била подпредседател на собрание, прва жена подпредседател на собрание која што се откажа од тоа да биде подпредседател по 2 години поради тоа што имав различен став од мнозинството и сметав дека е побитно да го задржам ставот. Беше тоа околу законот за територијална организација. Поважно ми беше тоа отколку да останам на функција, иако беше сосем јасно кажано дека останувањето на ставот ќе значи губење на функцијата. Понатаму имам дадено оставка на заменик министер за развој во 99-та година, предходно уште по 1 година откако тогаш како партија, не ви знаете дека јас бев во ЛДП 12,5 години и со оглед на тоа што партијата сметаше и сметавме сите дека не одат работите добро по едногодишно функционирање на владата, излеговме едноставно со еден лист со заблагодарување на тогашниот премиер, си дадов оставка. Понатаму, иако некои колеги од тогашната партија останаа до крајот на мандатот, иако партијата беше надвор, си останаа внатре и си останаа и функционери и така натаму. Понатаму, јас бев меѓу ретките случаи, не знам дали некој друг одстапил од добитна позиција на пратеничка листа, затоа што имаше одредени реакции во јавноста, во коалицијата. Тоа зборувате за сегашната 2016, иако не беше точно дека јас нечие место сум завзела. Имаше тука спекулации, но тоа беше интерна партиска работа, меѓутоа кога видов дека околу моето име се создава проблем, тензија и некој го употребуваат тоа за правење поделба, само ако ми дозволите, значи се повлеков и реков одам на недобитно место, се случи да се повлече листата надолу, да се формира влада, па така влегов, инаку немаше да влезам и сето тоа се работи кои што се нормални и по сето тоа јас минатата година, пред половина година, исто така сама со приполна свест не дозволив да бидам кандидирана по 4-ти пат за председателка на Дом, затоа што сметав дека не би било пристојно и дека на партијата и треба нов ветар, нов лик, се создаваат генерацијски јазови и третиот мандат беше повеќе отколку што јас би сакала. 2 мандата се вообичаени и во ред, но со оглед на нашите турбуленции политички беше потребно и третиот да го имам. Така што, значи, ред број пати сум покажала дека тоа може да се прави, да останеш жив и здрав и да останеш функционален во политиката, да не паѓаш ниту со дух и во позиција и во опозиција и за некои кои што не го знаат тоа, еве уште еднаш ќе кажам, многу пати и одговорница сум кажала, затоа што некои знаат да кажат дека јас сум љубител на власта и дека цело време сум во власт, па од една во друга одам, дека со оглед на мојата долга кариера, точно половина време, дури малку повеќе сум била во опозиција и половина сум била во власт. Меѓутоа,
бидејќи се помнат последните години, во последниве години, да, околу 3-3,5 години од прилика сум била, откако Дом е формирана во овие 13 години, сум била околу 3,5 години во опозиција, во друг период сум била. Но нели е тоа во исклучок власта, во генерално во водењето на политиката? Не знам, во минатата влада во која не потсетивте дека сепак има и добри примери. Коалициравте, ние јас не се сеќавам еве на оставката. Еве вака, ајде Пешев, господинот Пешев, јас посебно го ценам. Да, Антонио се уште го Пешев, споменуваме кој што тоа како поради пример. случка каде што тој директно не бил непосредно виновен, министер за транспорт и врски си даде оставка. Тоа е еден случај, вториот случај на прво и тоа следува збрзо именуван функционер, односно министер во тогашната влада. Ова е прв случај избран функционер, односно човек на кој што не може да му биде одземен во тие околности мандатот, да го врати мандатот и да поднесе одговорност за своите постапки со цел почит за постапката на господинот Пешев, кој иако именуван не е избран од многу високо морално ниво. Да. Така што имаше понудени, меѓутоа сепак зборуваме за исклучоци се уште не. Но добро е што има и ке ги има. Да не прифатени, тие веќе имаме голема разлика во практиката. Милијан Екеевски по несреќата со бродот во Критското езеро кога загина бугарските терористи, наводно поднесе бугарските туристи наводно поднесе оставка и тогаш претеничката група на ВМРО-ДПМН не му ја призна оставка. Значи имаме случаи каде што и политички се играло со чинот на повлекување и неповлекување, ама да имало еден случај пред мене каде што високи имена. Накратко, само секоја чест за огромната ваша кариера која наназад низ годините. Меѓутоа, водејќи се од вашите принципи, накратко само би сакал да ве прашам дали се согласувате со сето ова што се случува во моментот во однос на водењето на државата од оваа влада на СДСМ? Не со сето се разбира. Епе ви шанса да покажете дека можете да бидете принципиелна, стоите на вашите ставови и да почнете на, да речам, нова ера каде што ќе можете да ја вразумите на некој начин ова актуелна влада во однос на само дозволете, бидејќи ми нафрливте камен, се јас морам да така, нели така, Жежо Костен, нели да речам, јас морам да го прифатам, да покажам дека не се плашам и морам да одговорам. Далеко од плашење на толку искуство и сите оние работи, потези кои што сте ги повлекле, далеко од плашење. Благодарам. Значи, вака, во моментов ова што владата што ја води Македонија е подобрата верзија и подобрата можност од било која друга можност. Така што секогаш го следам она што во моментот сметам дека е подобро за Македонија. И се уште сметате дека е подобро сечењето на шумата, на водно, сметате дека е подобро да се задолжиме половина милијарда. Немојте, сум се расправала, душата ми се понела одговорност изминатите избори, тоа е тоа. Дозволете, меѓутоа една работа знам дека има периоди кога можеш да бидеш ефикасен во политиката во опозиција, има периоди кога можеш да бидеш и треба да бидеш поефикасен преку институциите. Значи, работа е на избор во кој момент како ќе делуваш и не заборавете, јас во моментот не сум председателка на Дом, меѓутоа и да бев како пратеничка, сепак мислам дека сум на правото место. Македонија има сериозни работи за завршување. Македонија почна процес на демократизација, процес на евро и НАТО интеграција и тој процес тие што го почнале мора да го довршат. Мора да се заокружи и ако сега се прекине, ќе биде многу голема штета за Македонија. А инаку тркалото се врти, за секого доаѓа време. Во однос на демократизацијата во моментов не сметам и не гледам, а како јас и може би половина милион граѓани не сметаат дека споредено со она што беше 2014 година. Сега сме 2019 и е на власт СДСМ. Само накратко, Павле, спомна дека действуваше на страна од СДСМ, така? Да. Па мислам дека беше и еден од поголемите донатори на изборна кампања со донација на пари. Да. Така да тоа е веќе обврзување кон една политичка партија, кон СДСМ. Ако јас сум дал пари, сум се обврзал, напротив. Па не сметам тоа веќе да речам те врзува како и партиски член. Само да бидеме малку прецизни. Кога викаш дека сум учествувал донација, видиш на тоа дека јас сум дал пари на кампањата, така? Па сметам дека си донирал во партијата која што ја застапуваш и си дел од неја. Во кампањата
на коалицијата кај што бев на избирачка листа. Тие пари кои што јас ги дадов во кампањата, извини ако може завршам, бидејќи има многу значајно прашање. Кампањите чинат пари, така ти тоа многу знаеш. Кампањите чинат пари. И сега, од тој момент, јас можев да се поземам од пријатели, кои што после тоа ги вратив парите, и да си дадам донација во кампањата, и да излезам со никакви долгови кон моите коалицијски партнери. Никој од нив не може да каже дека ми платиле кампања, дека направиле нешто за мен. Тоа не е чин на зависност. Со секој една одлука, тотално исто, односно 102,5% како што сака да кажат твоите партиски колеги, како што делува и лидерот на вашата партија, од која што ти беше од редовите во собранието пратеник, и немаш ниту една контра одлука од него, не сметам, па јавно не сум видел дека имamo ни граѓаните не се запознаени, ниту еднаш не си го истакнал тоа, така да сметам дека си припадник на таа политичка опција. Во однос на одговорноста. Едно е политичка опција, друго е политичка партија, како што велиш. Добро, политичка партија се едно, тоа е тоа. Во однос на одговорноста. Да, ти понесе можеби морална одговорност, меѓутоа таму произлегуваат многу други работи со твоето признавање дека си купувал, не знам, средства кои што не се дозволени со македонско законодавство. Точно така, дозволени да се продаваат на пазарот. Така да сметам дека доколку треба до крај да се понесе одговорноста, треба слободно да продолжи понатака истражните органи, ти да докажеш својата невиност или тие да докажат твојата вина. Невиност не се докажува, вина се докажува сепак. Па добро, мислам дека веќе ти со твојата оставка призна вина, така да не, со мојата поставка јас признав дека сум купил таква субстанца. Дали е признавање на вината, Павле? Сега, со самото тоа што даваат функционерите оставка, не може да бидат амнестирани од тоа што кој вели дека може? Јас дадов оставка за органите на прогонот да се вршат работата, не пречам. Еве кажи ми колку случаи на назад овие година и пол се завршени за било кој случај кој што требало функционери на СДСМ да бидат предмет на истрага, освен оној случај на вашиот премиер Зоран Заев, каде што јавно целата држава виде дека зема мито од 200.000 евра и беше, да речеме, на еден смешен и мизерен начин. Зборуваме за одговорност, меѓутоа ако прашувате и за представници на СДСМ, ја не гледам ниту за членови на ВМРО дека се завршени судските постапки, така да тоа генерално е критика на судството. Веќе се нисходниците на судовите, меѓутоа не гледам до крајот на емисијата да се меѓутоа дека некој заминувањето од собранието воопшто не ги попрачува органите на судството да ја утврдуваат мојата кривична вина. Напротив, јас сум сега човек без никаков имунитет, јас сум сега човек без никаква функција. Слободно може да ме истражува. А зошто? Павле, јас и ти знаеме дека никој нема да истражува. Функционерите од твојата партија. Не се истражуваат многу поголеми работи. Кривично дело. Тоа е тоа што не го кажам, ама окей, јас сум странка во постапката и валјда можам да имам свој став и своје мислење. Купувањето без правење на промет не е кривично дело. И треба многу повеќе докази за да се осуди човек од само признание. Ја мислам дека треба да почекаме сепак истрагата и ова е прашање за судските тоа е ќе разговараме подоцна во текот на дебатата за многу други случаи каде што јас сум странка во постапката, можам да си дозволам моите ставови да ги презентирам. Да, меѓутоа ние не сме немам ни имунитет, нека си гонат судовите. Не сме ние што бегаат од прашања кои се насочени кон истрагата. Видете, не знам, извинете, само не знам дека некој бега од одговорност бидејќи сите наши председател наши. Тоа треба да го прашаш Оливер Спасовски. Имаше можност половина година на пратенички прашања да му поставиш прашање директно. Веќе нели функционираш надвор од партијата, го прашаш министре Спасовски како избега почесниот председател на ВМРО ДПМН. Но ајде да видиме во однос на одговорноста докаде е случајот, односно истрагата со фондот за иновации, докаде истрагата со прислушувањето на судиите и јавните обвинители, докаде истрагата со Бексман на Груевски. Па добро, тоа да, многу истраги се не завршени. Меѓутоа, референдумот, гласање на 4 секунди. Сепак имам тројца гости во емисија. Може и сега, ако некој каже, некој ако каже дека жените се зборли, мислам дека вие го демантиравте тоа секоја честа.
Има шармантни бевте во Благодариме. секој случај. Да. Споминавте вие додека зборувавте за вас и ме подсетивте сега кога се гласуваше законот за јазиците, вие се воздржавте. Да, не гласав. Од Ни јас, ни колешката тука Маја покажавте Да, различно, дека не затоа што сега. сметавме Меѓутоа, дека... никогаш не го објаснивте. Зошто не гласавте Го против? објаснивме, не го објаснивме, ние имавме и соопштение, затоа Сепак што... не гледам толку демократичност колку што се Не го објаснивме апсолутно. И написмено кажавме дека сметаме дека законот е лош како решение, како закон, и дека е неприменлив практично, и дека таков каков што е ќе создаде и забуна во примената и непријатни ситуации понатаму. Кога би правеле Така што- паралела меѓу двете влади, во едната Така што, ако ми учествувате, дозволите, мислам дека тој порано или подоцна по одредено време на примена ќе треба да се ревидира, да се направи применлив. И исто така кажавме дека немаме апсолутно ништо против напредување на јазичните права на нашите сограѓани, меѓутоа не на ваков начин и не со вакви решенија. Тоа беше севкупното Доколку објаснение. правите паралела и Арсовски ве потикна меѓу поранешната и сегашната влада, учествувавте и во двете, Да. што направија и што не направија едните и Ајде јас да другите? се задржам на делот за екологијата. Да речеме, еве, задоволни сме сега, еве, да ви одговорам зошто сме во владава сега и зошто мислам дека треба да останеме, затоа што законот за урбано зеленило, кој што 7 години се боревме да го донесеме, го направивме заедно со од нашата комисија за екологија на Дом, со работници од градот Скопје, од Агенцијата за просторно планирање, од јавното предпријатие Паркови зеленило и многу други експерти од академијата, од академската фела, мислам, кога велам академија, така што тој закон, значи по 7 годишна борба не можевме, со 3 мои предлагања во парламентот не успеа да помине. Потоа владата под притисок на јавноста донесе некоја верзија на закон за зеленило кој што беше повеќе декларативен, без никакви стандарди и нормативи за задолжително зеленило кој што ние ги баравме, кој што јавноста ги бараше. И минатата година, и кој сега ги има, минатата година во јануари 2018 тој закон беше донесен и е веќе важечки и по некои локални самоуправи почнаа да го применуваат. Тука имаме забелешка, ќе ви се придружам на оној дел од забелешката, дали сме сосем задоволни. Не сме задоволни од степенот на имплементација на тој закон и затоа јавно правиме кампања за поголема примена на законот за урбано зеленило. Организиравме редица трибини, неодамна имавме една трибина со 100 и кусур присутни, универзитетски професори, активисти, граѓански и така натаму. Така, да, и каде што укажавме каде се проблемите во примената на законот и до што се доведува неговата непримена. Затоа сега се спремаме за редица амандмани во актуелниот закон за урбанистичко планирање, каде што не се вградени овие сегменти од законот за зеленило и ред други, каде што повторно планирам да се докажуваме и да се објаснуваме со аргументи. Меѓутоа, законот за урбано зеленило, ова мнозинство го донесе и со едногласно практично со задоволство. Понатаму законот за минерални суровини, измените што ги направивме со колешката Маја Морачанин, Павле Богоевски, Ирена Стефовска, Ивана Туфекџич, Мери Лазарева, Сашко и така натаму. И покрај ова задоволство морам тука да се уфрлам, забранивме значи цијаниди и сулфурна киселина во рудници со отворен коп. Освен тоа, владата имаше разбирање за да се одземе концесијата на рудникот Казандол, кој што беше остаток од претходно, кој што на некој начин волшебно изникна во некое кратко време, надвор од логиката, среде туристичка и среде земјоделска зона. Понатаму има разбирање и за ограничување на други опасни рудници, што го покажа со гласањето за законот за минерални суровини во поглед на правата на жените. Се донесоа сериозни закони за абортусот,
да не ги набројуваме сите, да. Се почувствав повикан. Истанбулската конвенција се ратификуваше понатаму, законот за недискриминација се донесе. Значи, ред работи се направија кои што во делот на човековите права и во делот на екологијата, кои што навистина не можевме да ги стераме. Апсолутно почитувам се што е за подобрување на животот на граѓаните. Меѓутоа, еве накратко само во однос на зеленилото и така натака, бидејќи сметам дека има важна тема, меѓутоа има многу поважни теми. Гледаме дека има мораториум во центар каде што градоначалник е од редовите на вашата коалиција, а гледаме поздравувате што се гради зграда спроти... Не што се гради зграда, што има мораториум. Поздравувате мораториумот, мислам дека треба го повикате јавно градоначалникот да го спроведува, бидејќи имаме зграда која што се гради на само 15 метра од владата и веќе е крената можеби некои 10 спрата, не знам, мислам да не калкулирам. Да, повисока е од владата. И би можел да однесам на сите локации да ги видите. Дека не може законски, дека за таа зграда не можам да тврдам, но колку не само за таа многу повеќе се, меѓутоа дека е веќе тргнат процесот до тој степен што не може исто така е на ниво кое што достигнува рекорди и сметам дека тука ништо не е постигнато, никогаш не е позагадено. Гледаме дека граѓаните на Ново село дури е 10%, 15% помалку, но тоа не можеме да бидеме задоволни. Не знам лидери сме давно, значи нема да се надоврзам, не сум задоволна. Само да се надоврзам, Павле, ти имаш можност. Ново село, гледам дека граѓаните повторно протестираат за рудникот и така натака. Меѓутоа, што е со реалните... И ќе продолжи борбата. Тука нема отстапување. Има јасна граѓанска свест и тука веќе нема попуштање. Што е со реалните суштински проблеми на граѓаните? Двајцата сте од владеачката коалиција, како што е криминалот кој што цвета по улиците, како што е корупцијата, која што никогаш не била повисока, како што се за мерење, не знам што било корупцијата, па еве се наоѓаме во редот на афричките земји со сета должност кон нив. Антикорупционерите нека кажат и добро антикорупционерите треба да помине време за да покажат колку е, меѓутоа целата јавност знае дека има корупција. Што е со нерешените убиства кои што се случија од почетокот на доаѓањето на власт на СДСМ, а ниту едно не е решено. Еве, ја не гледам ниту еден случај разрешен. Гинат деца по улици. Еве денеска гледаме дека дете се удави во базенот во Битола. И никој не понесе одговорност. Во корелација со убиства, како можеш таа нема оправдание за нешто кое што објасни како можеш таа голема трагедија на ваков начин да ја злоупотребуваш и да ја доведеш во контекст со твоја теза за намалена стапка на разрешавање на убиства. За одговорност за да не се случи тоа. Трагедии како што се сеќавам злоупотребувавте вие кои што први искачавте да протестирате за несреќата на малечката Тамара. И тоа е тоа, да не зборуваме за трагедии, да не злоупотребуваме тези случаи. Дали можеме да се молам не ме прекинувај да вратам бидејќи Павле, па мораме да се расправам диме. Вака се. Прва рече корупцијата. Многу кратко ги ти го фатам тој проблем. Факт е дека резултатите, поготово на ниво на меѓународни ранкирања, не се на место каде што би сакале да бидеме. Но, за да вие како држава имате ефикасна борба против корупцијата, треба да имате три столба, треба да имате законска рамка, треба да имате ефективни механизми и треба да имате восстановена практика. Вие кога заминавте од власт, не оставивте минус 3 столба, а не па 3. Вие оставивте таква коруптивна влада и таква државна администрација со инертни механизми на корупција и клиентелизам, што е чудо невидено. Законската рамка работевме година и пол, бидејќи не можеше да се договориме. Бидејќи, ајде не именувам се, не е благодарно кога искочиш од собранието да раскажеш што и како се зборува внатре, ама не име на сите интересот да има ефикасен закон за борба против корупција. Мене ми е интересот. И ја донесовме законската рамка. Ја донесовме законската рамка. Вториот елемент, ако сега што да ја кажа, функционални механизми за превенција, тоа е Комисијата за спречување антикорупција и ние имаме ситуација каде што реагира сегашната комисија, каде што установува случаи на непотизам, случаи на корупција, случаи на судебни интереси, за разлика од Комисија за спречување на корупција која што беше нема кога беа објавени сите бомби, ама па затоа покрана истрага против невладините организации за велепредавство со Целпам. И сега тоа што станува е праксата. Праксата се стекнува со искуство и ќе треба поминат најмалку неколку години за да ние во тие просечни мерења имаме повеќе добри резултати отколку лоши. Тоа е една работа. Втора работа е злоупотребата на емоциите на граѓаните. Значи прво длабоко
сочувство со семејството на загинатото дете денеска, но не можеш тој трагичен случај да го доведеш во корелација со твое тврдење за неразјаснети убиства. Прво, не е точно. Статистиката на дела на расчистување на класичен криминалитет, статистиката на дела на расчистување на насилен и крвен криминалитет е многу повисока отколку што беше во време кога ВМРО не беше на власт. Ти велиш дека е полоша. Второ, велиш дека трагедијата на Тамара сме ја злоупотребувале. Не е точно. Како не? Ние излеговме во јавност со случајот на Тамара, откако државните институции ги имаа сите прилики да постапат и не само што не постапија, туку постапија погрешно. Во првиот случај каде што гинеа, рок за решавање, решаваат 6 месеци подоцна. Во второстепена постапка 24 часа рок за решавање, решаваат повторно 6 месеци подоцна. И девојчето почина и ние протестиравме. И ти викаш дека тоа е злоупотреба на трагедијата? Не, јас протестирав до мајка на Тамара, а ти се повикуваш на починатото дете денеска за да направиш валкана политичка поента. Тоа е таа политика, Диме, која што е валкана и која што е карактеристична за ВМРО ДПМН. За жал, има елементи и од нашата страна на политичкиот спектар кои што ја практикуваат, ама тоа е тоа што ние мораме да го напуштиме. Тука ќе мораме да направиме една пауза за реклами и се враќаме на дебата. Се враќаме на дебатата, гледате Топ тема со Павле Богојовски, Димче Арсовски и Лиљана Поповска. Предложен е председателот Пендаровски, предложи да се отвори дебата за менување на изборниот модел. Пропорционален изборен модел со отворени листи, со намалување на изборните единици. Ништо ново, вие како помали партии, наспроти партиските диносауриси, како што ги нарекоа моите колеги, мислејќи на ВМРО ДПМН и СДСМ. Колку вам ви изгледа тоа можно, оваа стара идеја и нешто за што се залагате од основање? Од основање, повеќе од деценија. Да се оствари, да се реализира. Има ли Па прво многу не израдува ова, морам да кажам, иницијативата од председателот Пендаровски, со тоа што не знам точно на што мисли кога вели намалување на бројот на изборни единици, затоа што намалување и една изборна единица е она што е прифатливо и она за што ние се бориме, затоа што 3 изборни единици би било уште полошо отколку сега. Тоа би било уште понедофатливо. Во 6 изборни единици некако можеш и да постигнеш прагот да го стигнеш во некоја една или повеќе. Меѓутоа, ако се дуплираат, поголеми да бидат, тогаш би значило дека треба прагот ќе се дуплира уште поголем и во тој случај уште понедостижно и одеднаш би требало да влезат двајца. Значи пречката е уште погоре поставена, така што тоа е апсолутно неприфатливо за било кој. Од лидерот на опозицијата во ова студио предвадена слушнавме дека првпат ВМРО и ДПМН инаку прилично воздржани околу оваа идеја и СДСМ не ја коментира мислам дека коректно ја поддржа. Ја поддржа затоа што предизборната програма. Значи следување на една изборна единица, значи не е дека кумулативки. Целосно почит кон за изјавата на лидерот на опозицијата како се согласува и ако оди во поддршка на таа насока. Проблемот е што тоа не е ужасно потребно за да ја симнеме. За да симнеме влијанието на големите па и на малите партии од секојдневната политика. Да, но морам да дополнам дека лидерот Христијан Мицковски рече зошто не 120. Токму тоа сакав да кажам. Изборни. Тоа е мнозински, тоа е игра на зборови. И не 120 изборни единици за секој еден практично има 120 места во парламентот, да може политички со идеја, со програма да се пресмета со своите да речам конкуренти од таа изборна единица каде што ќе трча. И тоа може да се размислува на сите, буквално на сите модели кои што може да се воведат во Република Македонија. И добро е да има дебата. Добро е да се отвори таа дебата, меѓутоа да не е однапред смислено да се отвори, бидејќи сметам дека е многу голем. Меѓутоа сметам дека е многу една голема еден голем политички тек кој што би
се случил во Република Македонија, така да сметам дека најпрвен и ваков модел со 120 изборни единици доколку би се вовел и доколку би наишле на консензус буквално сите политички партии и би биле поддржани од граѓаните кои што треба да гласат на тие избори, да ги изберат представниците во законодавниот дом, сметам дека треба да оди можеби на еден тест период, тоа се локални избори каде што советниците би се бирале на тој начин за подоцна да може да се имплементира. Ги измешавте сега. Чекајте. За локалните, извинете, локалните избори не може да има ниту една изборна единица, ниту две, ниту. Видете, не зборам за една изборна единица, зборам за начинот на бирање за секој еден советник или секој еден пратеник. Не. Доколку не е возможно тоа. Точно на каков начин мислите? На истиот начин како што би се бирале 120 пратеници. Мислите по мнозински системот. Не може да има 120, се извинувам колега. Не може да има 120 изборни единици, барем јас не можам да смислам, туку тоа се 120 пратеници по мнозински систем. Инаку мнозински систем, вие веројатно знаете дека тоа е стариот англосаксонски систем кој што во моментов го има Велика Британија главно и го има Соединетите Американски држави. И на многу мал број уште држави се применува. Инаку пропорционалниот модел, пропорционалниот систем е применет масовно из цела Европа, во Европска унија апсолутно и пошироко во светот затоа што тој е подемократичен од мнозинскиот и тој овозможува поправична распределба на гласовите и тој дава можност секој да може да секој субјект да има фер игра и поголема застапеност и на различни групи општествени и поголемо шаренило, реално шаренило во парламентот на сите оние групи кои што постојат во парламентот. Инаку мнозинскиот систем тој е изразито капиталистички, така да кажам, систем каде што се потребни огромни пари, каде што можат само најголемите играчи да си дозволат. Типичен пример е бипартизмот и тоа води директно кон бипартизам. Тоа е пример со Соединетите Американски држави, а интересно е во Велика Британија со судни маки успеваат зелените и либералите да се одржат, меѓутоа со многу мали бројки, при многу гласови добиваат многу малку пратеници или некогаш се случува и да не добијат, иако зад нив стојат илјадници, десетици, стотици и на крајот на денот суверенитет представува државата во целост. Не само односно граѓаните и државата. Ама нема да бидат застапени на ваков начин. И ти ако едни избори ги сведеш на 120 поединечни трки, прашањето од државни ќе се спуштат на многу по-локално ниво. И тоа е во ред, да, асфалтирањето на улиците, канализациите се значени работи, ама постои власт која што е задолжена за нив, тоа е локалната власт. На ниво на собрание се расправа за државни политики. И начинот на кој што ќе се обезбеди сега, добрата страна на 120 гласачки места или 120 пратенички трки, како што би го нарекле, добрата страна е што секој од кандидатите ќе се дојде до израз. Точно така. Отворениот модел, едната изборна единица со отворени списоци, е моделот кој што овозможува и подеднакво агитирање и настапување од страна на секој кандидат за пратеник, но и посветеност на целокупната слика, односно на државата во целост. На крајот на денот ние сме 2 милиони граѓани според последниот попис, ќе видиме на наредниот. Колку ќе биде бројката? Доколку се одржи. Доколку се одржи, се надевам дека се одржи, бидејќи крајно време. Доколку се промени практиката која што е замислена. Тоа што сакам да го кажам, и овде е разликата помеѓу поголемите партии и партиите со помал број на пратеници во парламентот. Значи, ВМРО ДПМН се вели дека конечно време да се отвори дебатата. Не, дебатата за ова е отворена откако претходната власт го изгласа сегашниот модел кој што возможува огромна партиска доминација од страна на ВМРО ДПМН и СДСМ во институционалната политика. Затоа граѓанските организации прават коалиции со партиите. Изборна единица на ниво на цела Македонија. Има една друга. Ако имаме уште парламентарни избори, ако имаме уште парламентарни избори со овој модел, никогаш нема може да ги довршиме работите кои што сакаме. Се извинувам, мислам дека одејќи само во како да речам во контра и реконтра, некои работи се забораваат. Историски гледано, значи Македонија започна со мнозински систем, мнозински модел, потоа направи комбиниран модел, дел се избираа по мнозински модел, дел по пропорционален, за потоа да премине целосно кон
закон пропорционален, не беше во минатиот период, тоа беше повеќе години порано, затоа што тоа беа и сугестии и од сите наблюдувачи од надвор, тоа беше обид да се приближиме кон европската пракса и да се демократизираме, затоа што дефинитивно пропорционалниот модел овозможува поголема демократизација, учество на многу субјекти и влез во парламентот, како што Павле убаво кажа, дали мислите на многу дека е субјекти. искрена оваа понуда сега само за дебата или има еден премолчен договор меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ? Јас се прашувам, еве јавно се прашувам. Јас можам да ви одговорам. А може ли нешто јас да кажам? Позадински договори нема за може ли да дојдам до збор? Јас се извинувам. Да, повелете. Да, јас ја Мислам, прашувам. јас ве разбирам дека не сте доискажани, ќе имате. Јас наскоро ќе заврши овој мандат, ќе си одам од активната политика, така што ќе има И со едната и со другата партија коалицирате, кажам. мислите ли дека премолчан зборувам договор не седнале можеби? Мислам дека нема договор. Искрено дека нема договор, има различни ставови. Мислам дека СДСМ чувствува потреба и обврска да го исполни она што го вети пред изборите, затоа што пред овие парламентарни избори тоа беше јавно ветено, една изборна единица и ние како дом практично во преговорите тоа го ставивме и како услов за коалицирање, еден од условите покрај еколошкиот пакет. Да. Така, договор со СДСМ да веднаш ве позадински алармира. договори, да, веднаш да ја оттргнеме таа, можеби, не знам, која што може да се нарече шпекулација, нема позадински договори. И можам само да кажам дека како и да се одлучи консензуално помеѓу партиите со поддршка на граѓаните, толку од Зоран Заев и од СДСМ, каков и модел да бидат изборите, ќе изгуби. Меѓутоа, во однос на актуелниот модел кој што е сега пропорционалниот, гледам дека и граѓански организации дошле до израз, се нашле на пратенички листи, како, дали со договор, неважно, меѓутоа мора да се земе еден друг факт. Не е неважно, токму тоа е важно. Не, тоа е многу да, бидејќи шарената револуција беше поддржана од СДСМ и затоа се најдовте. Ама ова го има секаде во светот. Само момент да молам се. Од сите политички партии кои што не беа дел од вашата коалиција. Шарената револуција беше поддржана од сите политички субјекти, со исклучок на тие кои беа дел од вашата коалиција. Значи не е шарената револуција на СДСМ, шарената револуција е на се останато освен ВМРО, ДПМН, Диме. И мораш да го Павле, гледаме луѓе како се оградуваат од вас и тоа е јавно и мислам дека од таа шарена револуција не остана ништо од проста причина што можеби идејата и замислата која што ги мобилизирала луѓето била со една цел и била многу искрена и честна, меѓутоа за жал Ивана Туфекџич и многу други луѓе кои што седна, можете да го сватите тоа. Да се доискажам. Моето повлекување од собранието е доказ дека и тоа како останало многу од шарената Павле, револуција. твоето повлекување беше под притисок, сега да не се лажеме, јавноста знае. Вака, дури откако јас најаво собранието да се повлекувам, вие државте пресконференција каде што се сомневавте дека ќе реализирам таа оставка и така натаму. Значи човек на вас никако не може да ви погоди. Ама па ВМРО ДПМН никогаш не е била целата група да им погодам, така да нема да ми замери ако не ми значи многу што мислите вие. Но вредностите и принципите на шарената револуција и тоа како се силни и како се гласни и денеска. И тие вредностни принципи не припаѓаат на ниту една конкретна партиска или политичка структура на власт. Да. Тие вредностни принципи припаѓаат на самите граѓани и секој да ги гледа тие граѓани како дозволи се оградуваат од вас. И се знае. Да, јасно е, водачите седнаа на столчињата во владата и толку заврши шарената револуција. Павле, дали во големите партии, па и во малите, каде што очигледно да не кажам ги имитираат некогаш големите партии, каде што лидерите се тие што се главни, најчесто се избираат, Поповска ќе ме поправи дека нејзината партија е исклучок, откажувајќи се од лидерската позиција. Дали има внатре-партиска демократија доволно за да се реализира промена на изборниот модел? Еве бевте и во на различно ниво е. Внатрепартиската демократија кај различните партии и малите и помалите партии, поголемите проблеми и партии имаат многу предизвици со внатрепартиската демократија. Не можам да ви кажам дали во моментот во партиите има доволно внатрепартиска демократија за да има една изборна единица, но тоа што можам да ви кажам е дека ако не направиме изборен систем со една изборна единица,
нема да имаме поголема внутрипартиска демократија. Бидејќи таквиот систем Мислите дека обратно би да, требало? ако предложиме со овој систем, видите, ние потекнувајќи од поранеш на СФР, ние секогаш сме биле тло кое што сме биле склони кон култ на личност, уште од времето на Тито, па наваму и така натаму. И дури во времето на тој мнозински модел кој што постоеше на почетокот, кој што според мене е пофер од ситуацијата која што имаме сега, дури во тоа време тие 120 поединечни трки беа проблем за задржување на внутрипартиската моќ од страна на партиските лидери. Па затоа се донесува ваков тип на модели каде што во суштина се зависи од партискиот лидер, односно од извршниот орган на партијата, кој што ќе одлучи дали да ве стави на пратеничката листа или да не ве стави на пратеничката листа. Дури тие ги одбираат и кандидатите и на помалите партии, на коалицијските партнери. Ги одобруваат, претпоставам. Не. Нема такви Апсолутно некои партии Претпоставам дека пожалиле и на процесот на консултација како што оди, мојот процес малку поинаку поминал тоа, бидејќи јас не дедов од партија. Мислам дека тоа ни е ужасно потребно и дека ни се потребни сите мерки и чекори кои што треба да ги преземе за да се намали влијанието на партијата и партиските одлуки кон секојдневната политика. Имаат ли тога шанси независни кандидати или тоа е? Ќе имаат поголеми шанси, од што имаат сега. И не можем да кажем дека волјата помеѓу двете најголеми партии на исто ниво за носење на изборна единица, мислам дека ќе СДС е многу поголема, а мислам дека им треба уште многу поголема мотивација за бидат поажурни на тоа поле, бидејќи на крајот на денот уште едно да веќе сме на крај. Како би се финансирало? Тука веќе кај отворените листи тоа е една голема дилема. Бидејќи кога партиите ги кандидираат нели се финансира целата кампања, тоа е една недоумица. Во една минутка јас останав дискриминирана денеска. На некој начин воопшто не се доискажав, меѓутоа секоја чест момци, одлични сте. Модела е дебата што е допрва се отвара. Така, се надевам дека ќе може да се искажам. Значи, за севкупниот модел кој што ние го предлагаме не е само една изборна единица, не е само отворени листи, туку и еднаков број жени и мажи на листите. Значи, кога зборуваме за вистина демократично, зборуваме за можност, давање можност да се искаже секој да биде кандидиран. И давање можност на граѓаните да можат да гласаат за оној за кој што сметаат дека имаат најмногу доверба. Финансирањето повторно би одело преку политичките партии, не верувам дека тоа би се менувало, со тоа што секој ќе би гласал дополнително за себе и кога би било отворени листите ќе има многу поголема обврска за политичките партии да изберат многу по-сериозни кандидати, да не пропуштаат било што сметајќи тоа е подолу или таа на листите нема да дојде. Туку да има што поголем од првиот до последниот, сите да бидат квалитетни. И уште една работа, ако ми дозволите, мислам дека со една изборна единица ќе се овозможи да се разруши црно-белиот свет. Со мнозински систем дефинитивно е најцрно-бел свет. Тој не е најдемократски, најфер, тој е најнефер систем, значи тој е најсуров капиталистички модел црно-бел и доколку се овозможи една ваква демократизација, ќе се стимулираат да постојат вистински автентични политички субјекти што имаат своја идеологија, своја програма и сериозни луѓе што стојат зад нас. Инаку на ваков начин и многу поголем интегритет и на избраните и освен тоа многу појака позиција, бидејќи сами нема да мора да одиме во коалиција, сами би си настапувале како партии и тогаш ќе имаме многу поголема тежина во таа коалиција. Морам да кажам, првите години кога бевме во коалицијата со ВМРО-ДПМН, многу повеќе тежеше тој еден пратеник што го имавме како дом, затоа што беше избран на самостојна листа на дом 2006, кога добивме гласови за тројца пратеници, но поради дистрибуцијата само јас влегов натре. Затоа што се знаеше дека е тоа автентична партија со своја програма,
трчала сама на избори, реални луѓе стојат точно за таа партија и многу повеќе отколку за еден пратеник туку, колку за тројца пратеници. И многу работи на почетокот, првите години, имавме многу коректна соработка и многу работи можеа да се договорат и да поминат и така и влезе еколошкиот пакет закони всушност во програма. И така почнаа да се прават кои што пред тоа имали ВМРО мотив да го да се промени изборниот. Прескокнат, не знам од кај да почнам. Јас не мислам дека еве, како што каже и почитуваната Поповска, имало и добри работи претходно. Се разбира, не би влегле и не би биле. Како што реков и претходно за моделот за избори, дебатата како е Павле смета дека е во тек, добро, ќе видиме како ќе се одвива, доколку се постигне консензус, ние ќе го поддржиме најдобриот модел, сепак и кај нас во партија, бидејќи се работи за демократска партија, треба и органите на партијата, почнувајќи од членството, Централниот комитет, извршниот комитет, да си го каже својот став, ќе биде покренато тоа прашање, бидејќи кај нас нормално кај нас секое прашање кое што е поважно и одважно за граѓаните и државата се покренува во рамките на партијата, се разговара за него, некојаш тие седници траат и со часови, меѓутоа она што ќе се изгласа после тие седници извршени на Централен комитет се спроведува и понатака. Меѓутоа кој модел како што реков да биде избран, Зоран Заев ќе изгуби наследните избори и ќе следи конечно суштински реформи кои што беа заостанати, ќе следи да речам сузбивање на сето она што во моментов се случува и ќе следи едноставно завршување на една ера која што е останата од тие транзициони политички. Се надевам дека ќе дочекаме да имаме да дочекаме да имаме редовни избори и малку да се одмориме од избори. Ви благодарам на сите за учеството во вечерашната тема. Тука е крајот на емисијата. Останете со Телма, имајте пријатна вечер.